Благодарам, почитувана председателке, почитувани колеги пратеници. Ќе се обидам со малку иронија од причина што и самиот амандман, доколку се разгледа, самиот амандман по себе е ироничен. Драго ми е што конечно колегите пратеници од опозицијата, поранешни министри, поранешни премиери на влади, драго ми е што конечно свативте дека покачувањето на плата е многу важно за нашите граѓани. Меѓутоа, многу ми е жал што таа идеја ви дојде дури сега, откако сте во опозиција. Навистина е инспиративно што барате покачување на плата, иако претходно имавте моќ да го направите тоа за сите вработени, меѓутоа навистина ми е жал што не најдовте време. Очигледно е дека полесно е да бараш отколку да дадеш. Нели многу е полесно за време на апсолутна власт и на апсолутна моќ, со гол популизам, со неодговорност и со неспособност, и кога нема да успееш, кога ќе станеш опозиција, да бараш, ама бараш нешто, а си свесен дека веќе во реалноста во Република Македонија се исполнува. Иако си имал можност за покачување на плата, а не си постапил, тоа може да биде резултат на неколку причини. Ќе се обидам да дадам неколку примери, ќе се повторам, кои што можеби се иронични, но се вистина и беа сурова реалност во претходните години во Република Македонија. Можеби сте сметале дека не е вистинско време или не сте биле доволно подготвени да разговарате со работодавачите, а при тоа вие сте биле работодавачи, за причините за покачување на плата. Или не сте биле способни, да бидам попрецизен, да разговарате самите со себе за покачување на платата на вработените во јавниот сектор во Република Македонија. Може би сте сметале дека не е вистинско време и не сте биле доволно подготвени, или може би сте имале несигурност или страв да не помислат вработените, не дај Боже, дека доколку им ја покачите платата, ќе ве разберат погрешно и ќе ви ги вратат паричните средства. Или може би не бевте сигурни дека им се потребни поголеми плати, а согласно инфлацијата, која поради вашата неспособност и неодговорност ја качивте до плафон. Или може би сте чекали иницијатива од работодавачите од 4-тиот, 5-тиот ешелон, 3-тиот ешелон, кои што при тоа вие сами ги поставивте. Дали вие како поранешни министри сте имале оправдани причини? Благодарам. 10 секунди. Ајде. Дали сте имале оправдани причини да ја покачите платата кога сте можеле? Може би оправдани причини се биле буџетски ограничувања, сте ги немале. Може би приоритетите да имавте други, тие беа административни причини, а неспособноста и неодговорноста да ја потврдивте во вашето претходно владење. Благодарам. Благодарам. Контрареплика.